Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе ја проучуваме глава 7 од Старозаветната книга Излез. Во неја се запишани настани кои можеме да ги опишеме со зборовите битка на боговите. Станува збор за околности во кои Бог покажува колку е посилен во споредба со лажните богови на кои се поклонуваа египтјаните. Се за кое читаме во овој дел од книгата е еден вид подготовка. Бог ги подготви Мојсей и Арон за задачата која им ја даде. Потоа ги подготви израелците за ослободување од робството, а го подготви и фараонот за тоа што ќе се случи. Процесот на ослободување на израелците не беше едноставен, но Бог вети дека ќе го стори тоа и го исполни своето ветување. Ќе го прочитам првиот стих од глава 7. Слушнете што пишува таму. И Господ му рече на Мојсей: Ете, јас те поставив да му бидеш Бог на фараонот, а Арон, братот твој, ќе ти биде пророк. Господ му рече на Мојсей: Твојот брат Арон ќе зборува со фараонот, но ти ќе треба да му кажеш што да каже. Низ годините многумина се прашувале каква била говорната мана на Мојсей. Дали станувало збор за трема, кога зборува пред другите, за пелтечење или нешто друго. Моето лично мислење во однос на ова прашање е дека проблемот на Мојсей бил психолошки, односно дека го фаќало трема кога зборувал пред другите. Може би се чувствувал неадекватен за улогата која Бог му ја даде. Кога Бог го повика, многу јасно му кажа дека самиот тој ќе ги избави израелците. Задачата на Мојсей не беше да направи некое чудо, туку само да ги пренесе зборовите и делата кои Бог му ги кажа и покажа. Заслугата и славата требаше да бидат целосно Божји. Токму тоа е една од причините зошто денес Бог не дејствува во некои од црквите и црковните организации. Наместо да го прослават Бог и да му дозволат да дејствува, некои христијани сакаат да ги земат заслугите за себе и со тоа застануваат на Божиот пат. Секогаш кога Бог прави нешто, а ние се обидуваме да ги земеме заслугите за тоа, со сигурност ви тврдам дека тој ќе се повлече. Ако сакаме да бидеме сведоци на силното Божјо дејствување, ќе треба да се откажеме од желбата за слава и пофалба и да ги умртвиме желбите на телото. Апостолот Павле напишал: Јас знам дека во мене нема ништо добро. Ако не верувате во овие зборови, вие всушност не му верувате на Бог, бидејќи тоа се негови зборови. За некој од нас е навистина тешко да се помириме со реалноста дека во нас нема ништо добро. Ако сме доволно понизни да ги прифатиме овие духовни вистини, Бог ќе не исползува за негова слава. Мојсей требаше да научи да живее така, а и нам ни е потребно истото. Бог одлучи дека Арон ќе биде пророкот на Мојсей, односно, оној кој ќе зборува во негово име. Стихови 2 и 3. Ти ќе зборуваш се што ќе ти заповедам, а Арон пак, братот твој, ќе му зборува на фараонот да ги пушти синовите на Израел од земјата своја. Но јас ќе го ожесточам срцето на фараонот и ќе ги умножам знаците мои и чудата мои во египетската земја. Сметам дека сега е добар момент да дадам кратко објаснување на зборовите „Јас ќе го ожесточам срцето на фараонот“. Прашањето е, дали Бог го ожесточи срцето на фараонот? Едноставниот одговор е да, но сметам дека треба да го дообјаснам. Тоа што треба да го имаме на ум е дека фараонот не беше морално добар човек, кој сакаше да му биде послушен на Бог и кој едва и чекаше да дојде Мојсей за да му каже за Божиот план. Не станува збор за ситуација во која срцето на фараонот беше насочено кон правење добро, а Бог направи неговото срце да биде тврдо и непослушно. За жал, некои луѓе мислат дека фараонот беше многу добар човек, а Бог го направи да биде тврдоглав. Според мене, зборот ожесточам треба да се толкува на фигуративен начин. Тоа што Бог сакаше да го каже е дека срцето на фараонот е веќе насочено кон зло, а преку настаните и казните кои Бог ќе ги прати, неговото срце уште повеќе ќе продолжи да носи одлуки во таа насока. Не мислам дека Бог не е фер со тоа што го кажа и направи со фараонот. Да беше фараонот добар човек,
а Бог да го ожесточеше неговото срце, тогаш тоа ќе беше навистина чудно. Но Бог всушност ја почитуваше слободната волја на фараонот и го остави да продолжи по патот по кој веќе тргна. Бог постапува на ист начин и со луѓето денес. Човекот е создаден на тој начин што има слободна волја и може да одлучи што ќе прави во животот. Тоа подразбира дека може да избере зло наместо добро. Кога луѓето го избираат злото и се сосема сигурни дека тоа е насоката во која сакаат да им се движат животите, Бог ја почитува нивната одлука и ги остава да продолжат да одат по тој пат. Се разбира, тој им праќа и предупредувања, но нема насила да ги натера да се променат. Кога луѓето ги толкуваат тие предупредувања на погрешен начин, нивните срца се ожесточуваат. Наместо да разберат дека некои од нештата кои им се случуваат се знаци со кои Бог сака да им го привлече вниманието, напротив, тие ги гледаат како знаци дека Бог не ги сака или дека Бог не постои, и затоа продолжуваат по патот кон пропаста. Бог ги прати Мојсей и Јарон кај фараонот и преку разговорите со нив тој ќе открие што всушност се наоѓа во неговото срце. Бог како да му вели на фараонот: сега ќе дознаат сите што се крие во твоето срце, бидејќи јазикот го вади на површина тоа што се наоѓа во срцето. Токму тоа го прави Бог со секој поединец. Пред него не можеме да се сокриеме и да се преправаме дека сме подобри од што сме. Кога ќе застанеме пред Бог на судниот ден, сите наши маски и камуфлажи ќе паднат и ќе сватиме дека во нашето срце имало зли помисли и желби. Тоа е многу важно да го имаме на ум и да бидеме свесни дека секој од нас ќе се соочи со таа реалност. Затоа, додека се уште имаме можност да бараме од Бог да ги очисти нашите срца и умови од се што не му е по волја. Фараонот сепак нема да ве послуша, но јас ќе ја ставам раката своја над Египет и со силата моја ќе го извадам воинството мое, народот мој, синовите на Израел, од земјата египетска со страшни осуди. И ќе познаат сите египќани дека јас сум Господ, кога ќе ја протегнам раката своја над Египет и кога ќе ги изведам синовите на Израел од нивната средина. Со други зборови, кога фараонот ќе го покаже своето лице, тогаш и Бог ќе ја покаже својата сила. И сите египќани ќе знаат дека Бог е вистинит, а тоа значи дека изборовите на Мојсей и Јарон ќе се докажат дека се вистинити. Стихови 6 и 7. И направија така Мојсей и Јарон, како што им заповеда Господ. Така направија. Мојсей имаше 80 години, а Арон 83 години кога зборуваа со фараонот. Арон беше 3 години постар од Мојсей. Ке ги прочитам следните два стиха. И Господ им рече на Мојсей и на Арон, велејки: ако фараонот ви каже, направете некакво чудо, тогаш каже му на Арон: земи го стапот твој и фрли го пред фараонот, и тој ќе стане змија. Сосема очекувано е дека фараонот ќе им рече: зошто да ве послушам? Каков доказ ќе ми дадете дека сте пратени од Господ? Затоа Бог ги подготви за тој момент и им кажа дека стапот на Арон ќе биде еден од знаците дека нивниот авторитет доаѓа директно од Бог. Слушнете што пишува во стих 10. Потоа Мојсей и Арон дојдоа кај фараонот и направија така како што им заповеда Господ. И го фрли Арон стапот свој пред фараонот и пред слугите негови, и тој стана змија. Сакам да напоменам нешто многу важно во однос на овие стихови. Иако преводот на наш јазик вели дека стапот се претвори во змија, всушност оригиналниот еврејски збор е крокодил, а не змија. Во тоа време, па и денес, во Египет нема многу змии, а крокодили имало многу повеќе. Кога бев на посета таму не видов крокодили, но според зоолозите во Египет покрај реката Нил има крокодили. Така што, моје лично мислење е дека станува збор за грешка во преводот. Стапот се претвори во крокодил. Патем, сакам да обрнете внимание на сите животни и инсекти кои се вклучени во казните кои Бог им ги прати на египќаните. Бидејќи боговите на кои тие се поклонуваа, беа прикажани во различни животински форми. Како што вели апостолот Павле во посланието до римјаните, тие ја заменија славата на вечниот Бог со слики од луѓе, птици и четириножни животни и влекачи. Египќаните верувале дека постојат повеќе богови, и иако не ги виделе тие богови, сепак им направиле слики и кипови
поради кој им било полесно да ги обожаваат. Секој од нивните богови бил главен и одговорен за некоја област од животот. Вода, земја, храна, воздух, животни, сонце и слично. Според некои историски и археолошки пронајдоци, египтјаните на почетокот биле монотеисти. Сервалас Бач вели, тие прво веруваа во постоењето на еден голем бог, кој е вечен, семоќен, сеприсутен, само постоечки и слично. По некое време, дошле до заклучокот дека тој бог е премногу голем и зафатен за да се занимава со најмалите ситници поврзани со луѓето. И токму затоа, управувањето на овој свет го доделил на помали богови и добри и зли духови. Секој од нив имал одредена област над која владеел и имал авторитет. Овие идеи биле во суштината на религиозниот живот на египтјаните. Нешто слично се случувало и во Атина, во времето на апостолите. Кога Павле го посети Аеропагот, тој виде кипови посветени на многу богови и еден посветен на непознатиот Бог. Тажната реалност е дека луѓето не го познаваат единствениот и жив Бог и затоа обожуваат се останато. Кога Арон го фрли стапот на земја, тој се претвори во влекач, не во змија. Еврејскиот збор преведен како змија е танин и единственото место во Библијата каде е преведен како змија е во овој текст. Во други делови од писмото, например во Исаија и Езекил, е преведен како змеј и се однесува на сатаната. Но мислам дека најважното нешто поврзано со овие стихови не е преводот на зборот танин. Тоа што сакав да го потенцирам е дека покрај другото египтјаните го обожувале и крокодилот, како некое посебно и свето животно, бидејќи тоа животно било дел од нивниот разновиден религиозен систем. Конкретно, тие верувале дека богот Себек се отолотворувал во крокодили, а и Алепи, непријателот на сите соларни богови, исто така се појавувал во форма на крокодил. Например, египтјаните имале одредени ритуали поврзани со магија кои ги правеле во храмот на богот Амон Ра, со кои се обидувале да го уништат богот Алели. Верувале дека тоа е ужасно чудовиште, кое живеело далеку на небото и секој ден се обидувал да го спречи изгревањето на сонцето, односно на богот Ра. Кога во Египет времето било облачно, дожливо или имало невреме, народот верувал дека Алепи се обидува да ја спречи светлината на сонцето да дојде до луѓето. Кога Мојсей и Јарон се појавија пред фараонот, тој побара од нив да му кажат причина зошто да ги послуша. Арон го фрли стапот на земја и тој се претвори во крокодил. Но забележете што се случи потоа. Сигурен сум дека ова беше неочекувано за браќата. Стих 11. Тогаш фараонот ги повика мудреците и волшебниците и тие го направија истото со своите волшебништва. Самиот Мојсей признава дека волшебниците во Египет го повторија чудото кое Бог го направи преку Мојсей и Јарон. Во суштина, станува збор за демонско влијание и тоа треба да ни даде до знаење дека и сатаната и демоните имаат одредени моќи и затоа не треба да ги потценуваме. Се разбира, тоа не значи и дека треба да им се плашиме. Настаните кои следат се многу добар пример дека иако злите сили имаат авторитет и сила, Бог е сепак посилен. Стихови 12 и 13. И секој од нив го фрли својот стап и тие станаа змии. Меѓутоа, стапот Аронов ги проголта нивните стапови. Но срцето фараоново се стврдна и не ги послуша нив, како што им беше рекол Господ. Целта на ова чудо беше за фараонот да го види, да свати дека Мојсей и Јарон имаат авторитет даден од Бог и да го пушти народот. Но тоа што се случи со стапот на Мојсей имаше контраефект врз него. Наместо да попушти, тој уште поцврсто одлучи да остане на својот став. Стихови 14 до 19. И Господ му рече на Мојсей: тврдо е срцето фараоново и нема да го пушти народот. Појди утре кај фараонот и ете, тој ќе излезе до водата и пресретни го на речниот брег. Стапот пак, што се претвори во змија, земи го во раката своја и речи му: Господ Бог на евреите ме испрати кај тебе да ти кажам: пушти го народот мој за да ми изврши служба во пустината. Но ти, ете, досега не го послуша. Затоа Господ вели: по ова ќе познаеш дека јас сум Господ. Еве, со стапов што ми е во раката ќе удрам по водата што е во реката.
и таа ќе стане крв. И рибите што се во реката ќе изумрат, и реката ќе се усмрди, а египтяните не ќе можат да пијат вода од реката. Му рече Господ на Мојсей: кажи му на Арон: земи го стапот свој и пружи ја раката своја над водите египетски, над реките нивни, над потоците нивни и над езерата нивни, и над сите нивни собиралишта на води, и тие ќе се претворат во крв. И се ќе стане крв по целата египетска земја, и во дрвените, и во камените садови. Слушнете што направија браќата. И направија Мојсей и Арон така, како што заповеда Господ. И го зеде Арон стапот свој, па удри по речната вода пред очите на фараонот и слугите негови. И сета речна вода се претвори во крв. И изумреа рибите што беа во реката. И се усмрди реката, така што египтяните не можеа да пијат вода од реката. И крв имаше по целата египетска земја. Ова чудо, кое е познато како првата казна кон Египет, е всушност директен напад кон боговите кои беа обожувани во Египет. Претворањето на реката Нил во крв воопшто не беше случајно, бидејќи токму таа река беше од особено значење во религијата поврзана со така наречениот бог Осирис. Но тоа не е се. Египтјаните веруваа дека реката има свој бог, кој се викал Хапи и бил представуван како маж со гради на жена, што укажувало на тоа дека има сила да ја зголеми плодноста на земјата. Според некои археолошки и историски истражувања, во храмот на богот Хапи се пеела следната песна: ти ги наводнуваш полињата кои Ра ги создаде. Ти си оној поради кого имаме храна и плодови. Ти ги полниш нашите амбари. Ти покажуваш грижа за сиромашните и оние во потреба. Предпоставувам забележувате дека во тоа време реката Нил била од исклучително значење за целиот народ и била символ за живот. Тоа што Бог ја претвори водата во крв, тој им го објави почетокот на својот суд. Но забележете што се случи потоа. Но и врачевите египетски го направија истото со своето вражење. И срцето на фараонот се ожесточи и тој не ги послуша нив, како што им беше рекол Господ. Потоа се сврте фараонот и си отиде дома, и ни од тоа не се поучи тој. А египтјаните, сите почнаа да копаат околу реката барајки вода за пиење, зашто не можеа да пијат вода од реката. И така изминаа 7 дена, откако Господ ја казни реката. Оваа казна траеше 7 дена, но фараонот не се предомисли во однос на барањето на Мојсей, бидејќи неговите врачеви успеа да го направат истото. Не знам како, но Мојсей вели дека и тие ја претворија водата во крв. Сигурен сум дека во крајна смисла нивното чудо беше дело на сатаната. Тој беше активен во времето на Мојсей, а е активен и денес до ден денешен. Глава 8. Казните продолжуваат. На почетокот од глава 8 читаме за следната казна која се случи во Египет. Станува збор за жабите кои се појавија низ целата земја. И му рече Господ на Мојсей: кажи му на Арон: пружи ја раката твоја со стапот свој врз реките, врз потоците и врз езерата, и направи жаби да излезат по земјата египетска. И ја пружи Арон раката своја врз водите египетски, и произлегоа жаби, и ја покрија земјата египетска. Но и врачевите го направија истото со своето вражење, па изведоа жаби по земјата египетска. Тогаш фараонот ги повика Мојсей и Арон и им рече: помолете му се на Господ да ги отстрани жабите од мене и од народот мој, и јас ќе го пуштам народот да му принесе жртва на Господ. А Мојсей му рече на фараонот: определи кога сакаш да му се помолам за тебе, за слугите твои и за твојот народ, за да се отстранат жабите од тебе и од куќите ваши, а само во реката да останат. И рече: утре. А Мојсей рече: нека биде како што рече ти, за да познаеш дека нема друг како Господ нашиот Бог. Следниот пат подетално ќе размислуваме за казната со жабите. Ќе видите дека овој настане тесно поврзан со една од богињите кои египтјаните ги обожуваа. Се надевам дека ќе ни се придружите и во следното проучување. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify.
Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.